Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Советот на општина Прилеп ја одржува 10-тата седница. Преку 2000 работници на автопатите на коридорите 8 и 10D. 5 млади прилепчани, од кои тројца малолетници вршеле тешки кражби и разбойништво, заработија кривични пријави. Времето денеска умерено облачно, од утре затоплување. Урбан маркетинг. Среќен пат ви посакува Автоконтрол. Осигурајте ја вашата иднина со компанијата на која и верувате. Локацијата е нова, а довербата сигурна. Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп, на нова локација во близина на Чумовчанец на улица Сотка Ѓорѓиевски, број 38. Ние сме друштво за застапување во осигурувањето Протектор. Соработуваме со компаниите Винерлайф од областа на животно осигурување и со Македонија осигурување од областа на неживот. Протектор, ваш заштитник од ризици со полиси за животно и имотно осигурување. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанов. Советот на општина Прилеп денеска ја одржува 10-тата седница. На дневен ред се 13 точки. Програмата за утврдување на критериуми и стандарди за поставување на урбана опрема и користење на површина пред деловен објект на подрачјето на општина Прилеп беше тема на дискусија на денешната седница на Советот на општина Прилеп. Дискусијата се одвиваше во насока на начинот како ќе се применува програмата, ќе има ли селективен пристап кон примената на програмата и кога таа ќе се имплементира. Бараа одговор советниците од опозицијата. На седницата беше изгласана одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите во домот за стари лица Киро Крстевски платник, која беше усвоена со мнозинство гласови. Дадена беше и согласност за определување на ширина на крајбежен појас во водотеците во планскиот опфат на УПС Штавица, катастарска општина Штавица и во планскиот опфат на Тополчани, катастарска општина Тополчани и општина Прилеп. Покрај тоа, повеќе од 1 час советниците расправаа за состојбата со фудбалскиот клуб Победа по предлог на советникот од Левица Жарко Стевановски, кој достави предлог заклучок за интервенција до единицата на локална самоуправа општина Прилеп во решавањето на статусот на друштвото за спортски активности фудбалски клуб Победа АД Прилеп, со порака ФК Победа не смее да згасне. Пред неколку дена и советниците на СДСМ и коалицијата во Советот на општина Прилеп доставија барање за итна седница за истата состојба со фудбалскиот клуб Победа. По предлог точката на седницата се дискутираше за важноста од постоењето на ФК Победа, опозицијата образложуваше со своји ставови, предлози, но предлог иницијативата не се најде како точка на дневниот ред со гласање на мнозинство гласови од Советот на општина Прилеп. Во изградбата на автопатите на коридорите 8 и 10D, што ги гради американско-турскиот конзорциум Бехтел Јенка, во декември 2025 година биле ангажирани 2098 работници, како и 1269 вкупна опрема, покажува извештајот од надзорот за прогрес на работите за декември 2025 година, објавен на веб страницата на јавното предпријатие за државни патишта. Според извештајот во декември на изведувачот му
се исплатени околу 19,2 милиони евра. На терен се изведувале земјени работи на делниците Тетово-Гостивар, Гостивар-Бокојчани и Прилеп-Битола. Работите офаќаат расчистување на теренот, отстранување на хумус и ископ на неподобен материјал, ископ од засеците на трасата, како и обезбедување материјал преку транспорт и насипување. На места каде е потребно вршени се и мерки за заштита на косините. Во текот на 2025 година на конзорциумот Бехтел Јенка му се исплатени вкупно 147 милиони евра, додека за 2026 година се планирани 103 милиони евра за продолжување на градежните активности. На 26 февруари, в четврток, од 19 часот, во киното Мистон ќе се прикажува филмот Соучесници. Влезниците на билетарницата од киното од 10 до 13 часот, секој работен ден и 1 час пред проекцијата на филмот. Автор на сценариото на филмот е Огњен Обрадовиќ, а режисер Марко Новаковиќ. Соучесници е психолошка и социјална драма. Раскажува за иделичниот живот на главните ликови кои нагло се менува по сообраќајна несреќа. Додека се борат да се справат со последиците, ги прогонува совеста, трансформирајќи ја нивната врска и доведувајќи до низа неочекувани настани. Од полициската хроника. Во 3 наврати месецов група од 5 прилепчани, од кои 3 малолетници, крадале и со физичка сила одземале пари, накит и предмети. Полицијата поднесе кривични пријави. ОВР Прилеп поднесе кривични пријави против СМ 20 годишен, МА 19 годишен и 3 малолетници, сите од Прилеп, поради постојање основи на сомнение за сторени 2 кривични дела – разбојништво и тешка кражба на дрзок начин. На 9 февруари 2026 во Прилеп, пријавените влегле во куќата на ЕИ и со употреба на физичка сила од неа одзеле пари, личен накит и други предмети. На 12 февруари 2026 во Прилеп, пријавените ја пресретнале ЕС и со употреба на физичка сила од неа одзеле паричник со пари, мобилен телефон и други предмети. Додека на 15 февруари 2026 во Прилеп, пријавените со употреба на физичка сила од лице кое управувало велосипед, одзеле чанта со пари, мобилни телефони и други предмети. Малолетник управувајќи со автомобил удрил во бетонски столб и се здобил со тешки телесни повреди. Бил повреден и сопатникот, информираат од СВР Битола. На 23 февруари во 20 часот и 30 минути во ОВР Прилеп било пријавено дека во село Дебреште, општина Долнени, патничко возило Опел со прилепски регистарски ознаки, управувано од 14 годишен малолетник од село Дебреште, удрило во бетонски столб. Во несреќата 14 годишен сопатник од село Дебреште се здобил со тешки телесни повреди, додека возачот и 16 годишен сопатник од село Дебреште се здобиле со телесни повреди, констатирани во градска општа болница Прилеп. На 23 февруари во 15 часот и 30 минути во ОВР Прилеп е пријавено дека на улица Генерал Васко Карангелевски во Прилеп бил нарушен јавниот ред и мир со физичка пресметка помеѓу НР 31 годишен и ДЖР 27 годишен од една страна и СН 33 годишен и ЈЧ 24 годишен од друга страна, сите од Прилеп. По целосно документирање на случајот против нив ќе следуваат соодветни поднесоци. Истиот ден на 23 февруари во 21 часот и 30 минути во ОВР Прилеп, МЛ 64 годишна од Прилеп пријавила дека нејзината 17 годишна внука од Струмица, која неколку дена била кај неа во Прилеп, не се вратила во семејниот дом во Струмица и покрај тоа што претходно ја испратиле до автобуска станица. Временска прогноза. Времето денеска ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Кон крајот на денот и во текот на ноќта ќе има услови за повремен локален дожд. Предпладне беше тивко, а попладне ќе дува слаб до умерен ветер во западните делови од западен, а во источните и долж поврдарието умерен повремено засилен ветер од северозападен правец. Во Прилеп сончево со умерена облачност. Минималната температура се спушти до -1, а максималната достигна до 15 степени. Под влијание на поле на висок воздушен притисок следува период на стабилно и суво време, освен денеска кон крајот на денот, кога ќе има услови за слаб локален дожд. До петок ќе дува умерен повремено засилен ветер од северозападен правец, кој ќе биде поизразен долж поврдарието.
Од петок ветерот ќе го смени правецот во југоисточен. За време на викендот облачноста ќе се зголеми. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, февруари 2026. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.